буречки вештини произлезена од Шаолин манастирот. Впрочем, и познатиот кунг-фу борец Брус Ли првично започнал да ја практикува оваа буречка дисциплина. Станува збор за Винг Чун. Денеска со нас во студиото е нашиот познат сифу Предраг Петрески. Добар ден, Предраг, и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ете, ќе зборуваме денеска за една тема за која што одамна немаме зборувано. Впрочем, станува збор за Винг Чун, буречка дисциплина, буречка вештина, која што, како што реков, е произлезена од Шаолин манастирот. И Брус Ли споменав дека првично ја практикувал оваа вештина. Да, благодарение на Брус Ли вештината стана позната ширум светот. Една е од најмладите вештини, меѓутоа најпрактикувана во целиот свет. Така да познатиот Брус Ли го паметиме ние од постарите генерации. Значи, он ја прошири вештината и така стана многу популарна. Така. Пред се би сакала да зборуваме, ете, потекнува, како што реков, од Шаолин манастирот, за каква техника всушност станува збор Винг Чун? Ова вештина ја има развиено жена, Нгмуи се викава. Значи, женска вештина е, всушност, мајсторот кој што ја продолжи, ги продолжи стапките на оваа вештина и до ден денеска, вели, треба да научиш да се бориш како жена за да ја сфатиш вештината, затоа што жената знаеме дека физички е послаба од мажот и она ги користи баш оние вештината, всушност ги разработува оние техники кои што не се борат сила на сила, значи борецот не смее да користи сила против сила, него ги менува аглите, значи удира во точки кои што се слаби точки на телото и така да сите овие техники се користат и се изучуваат во самата вештина. Значи буквално треба всушност борецот да знае каде се тие слаби точки кај противникот, општо и на телото човеково, со цел да знае каде да го искористи всушност тоа, така? Баш така, да. Бидејќи потекнува од Шаолин манастирот, во минатото гледачите треба да знаат дека вистинските кунг-фу мајстори всушност биле и доктори, тоест лекари со познатата традиционална медицина, значи ја изучувале. Буквално тие точки кои што се користат во традиционалната медицина се користат и ако сакаме да повредиме некого или да акупунктурните точки всушност? Баш тие точки, да. Така. Рековме дека всушност не е потребно сила да се користи во Винг Чун. Што е потребно да поседува еден човек за да може да практикува Винг Чун? Прво треба, ако зборуваме за овие услови сега, модерни услови, прво треба да сака, значи да има волја да изучува вештината. Јас, кога ќе ми се јават да прашат каде се наоѓа клубот и дали може да дојдат да вежбат и што треба да донесат со нив, јас им велам, донесете само добра волја, ништо повеќе. Значи, волјата е многу битна, која што ја мислам дека за денешниот модерен човек е она баш најтешкото што треба да го има. Друго, не е ништо потребно. Еднаш кога ќе влезете во вештината, кога ќе почнете да ги изучувате тајните на самата вештина, не само техниките, него и сите оние убавини, прво ќе почувствувате бенефитот врз вашето здравје, кога ќе почнете да го чувствувате тоа, и тоа е како да сте влегле во некоја магија. И нема веќе излегување од таму. Така. Од кога може да се практикува Винг Чун? Рековте дека всушност дека жена ја има усовршено техниката Винг Чун. Тоа значи дека можат и жените без проблем да вежбат и покрај секако сите останатите боречки вештини. Која е најраната возраст кога можеме да започнеме со практикување на оваа боречка вештина? Најраната возраст е индивидуално зависи. Значи, јас имаме кај нас деца кои што доаѓаат и на 5 годинки. Значи, почнуваат веќе имаат интерес, онака фокусот почнува да им се изострува, значи ги интересира и така натаму, а има некои кои што почнуваат од многу подосна. Сега до кога, значи, еве, од моје лично искуство, јас сум имал кај мене студенти кои што доаѓале, кои што биле во подминати години, да не кажам од 65-та па нагоре. Така да вештината е достапна на сите. Така. Кои се придобивките кои што можеме да ги добиеме доколку практикуваме Винг Чун? Како што кажав на почетокот, прво и основно е тоа што
вие самите ќе почнете да се осеќате многу подобро. Значи, бенефитите ќе ги луѓето што практикуваат кунг-фу ќе ги осетат на своето здравје. Значи, пред се е тоа, вие влегувате на час, на почетокот, излегувате среќни. Тоа ви е како да сте зеле некој вид на, да не кажам, стимуланс. И кога еднаш ќе влезете тамо, реков, нема да можете да излегувате. Понатаму ќе сакате нон-стоп да практикувате. Тоа е една работа. Втора работа, ќе бидете нон-стоп фит. Значи, фит ќе бидете, тоа е добро за физичкиот изглед исто така. И што е најбитно, овие луѓе кои што имаат работни обврски, значи во позрелите години ќе можат да ги поднесат работните обврски и притисоци од секојдневието, значи без проблем. Така. Тука би сакал само да напоменам дека ќе ги уклучиме и телефонските линии и сите оние кои што сакаат да се приклучат секако во емисијата, да постават прашање, ќе може тоа да го направат. Секако прашањето да биде поврзано со денешната тема. Сведоци сме дека во поново време навистина произлегуваат и многу боречки вештини, за кои што некаде е потребно е сила, некаде бара посебна дисциплина. Рековме дека е потребна само желба за изучување на Винг Чун. Кога станува збор за дисциплината која што ни се создава, колку всушност е потребно во оваа боречка дисциплина да поседува човекот сигурност? Видете, и каде све, во какви ситуации може да ни помогне Винг Чун, затоа што станува збор за одбрана всушност, така? Една од трагедиите, да не кажам, на денешницава е што боречките вештини кои што доаѓаат од истокот, значи кога ќе дојдат на запад, тие секогаш преку нив се гледа да се направи некој добар маркетинг, некоја добра заработувачка и така натаму, така да вештините кога ќе дојдат на запад почнуваат да го губат оној сијај на, да не кажеме, на пример, на духовност и така натаму. Значи вештините, нашиот народ треба да знае овдека дека боречките вештини на исток ги практикувале пред се духовните луѓе. Да. Значи оние што биле во манастирите. Значи тоа е еден, да не кажам, дел од нивната традиција. Всушност тамо преку боречките вештини го стекнувате фокусот и мирот треба да го пронајдете мирот. Меѓутоа сведоци сме денеска дека боречките вештини на запад се толку, да не кажам, осакатени, затоа што се тие делови од самата вештина извадени од боречкиот систем и направени се спортови. Затоа ние велиме Винг Чун вештина е ова е боречка вештина. Меѓутоа имате боречки спортови. Боречкиот спорт е сосема нешто друго. Тамо се промовира надпреварувачкиот дух, каде што спротивно во вештината треба духот надпреварувачки да се смири. Меѓутоа, вие самите се надпреварувате со самите себе си, не со противникот. Додека во боречките спортови, вие се надпреварувате со противникот и, како што гледаме денеска на телевизија, секојаш се оди да се освои некоја медаља и не знам што на некој надпревар и така натаму. Надпревари постојат. И во боречките вештини постојат надпревари. Значи спаринзи и така натаму. Меѓутоа, се со цел за да ги согледаш твоите слабости. За да можеш да работиш на тие слабости, за да можеш да ги понатака да ги отстрануваш и да дојдеш до она што, да не кажам, до некое совршенство. Така, кога се сретнавте вие за прв пат со Винг Чун? Па за прв пат со Винг Чунот се сретнав, да не кажам, пред 25 години, многу одамна, кај мајсторот Ѓоре Костовски. Значи јас го видов како работи, еднаш кога отидов на тренинг, само да погледам како работи и реков дека влегувам во ова и тоа е тоа, она што го барав. Бидејќи, знаете што, многу е битно кога ќе отидете на тренинг и кај кого тренирате. Затоа што вие сте, да не кажам, во почетокот на практицирањето, вие ќе бидете огледалото на самиот тренер. Значи, во колку он не ви остави впечаток, може да биде не знам каква вештина, и вештината да гледате дека не е она што вие го барате. Така. Рековте всушност дека кај боричката вештина Винг Чун е борбата самиот со себе. Да знаете, да се изборите. Колку во Македонија сакат и колку во Македонија се заинтересирани да изучуваат и да практикуваат една ваква боречка вештина, затоа што секогаш, како што рековте, се под влијание на Западот, секако ги гледаме некако на некој начин да се бориме и да се надпреваруваме со другите, а не самите со себе. Така.
Па видете, ние сме сведоци денеска дека постојат многу спортисти во повеќе области на спортот. Значи не само во боречките спортови. Тие луѓе имаат кариера, одредена кариера и доаѓаат до одредена старосна граница каде што веќе не може да се надпреваруваат. Така? Значи застануваат тука. И после тоа нивната да не кажам спортска кариера оди надолу. Значи они го достигнале оној врв и тука оди надолу. Меѓутоа што е најтрагично кај овие спортисти? Тие истите се соочуваат после тоа со депресии, со нервози, со стресови и така натаму. Значи не можат да одговорат додека биле спортисти, биле окей. Јасно. Тука е оној тригер, да не кажам, кај боречката вештина. Таа те тера да ти самиот со себе се надпреваруваш. Јас на пример, од мој личен пример, можам да кажам дека секој ден гледам, го имам мојот, да не кажам, спаринг партнер, тој е во мене. И цело време се надпреваруваме. И тој надпревар оди до крајот на животот. Значи, лесно е да се надпреварате сам со себе? Тоа е најтешката борба. Значи најтешката борба е тука. Кој ќе успее во ова, да знаете дека најбитна работа е да се воспостави еден баланс. Кога ќе дојдете до тој баланс, тогаш сте го победиле, оној другиот. Така. Може ли да направиме една паралела за тоа како било во времето кога вие сте започнувале да ја практикувате оваа боречка вештина и како е сега кај нас во Македонија? Колку всушност тогаш имаше заинтересираност, затоа што тогаш за прв пат всушност се појавила во Македонија? Так. И како е сега ситуацијата каде што веќе 25 години, може повеќе, како што рековте, постои во Македонија вингчу вештината? Па секое време носи своји предизвици. Денес младите во тоа време, да кажам, јас кога одев таму, ние растевме со спортот, што се вика. Ние бевме секогаш на улица и ако не сме практикувале боречка вештина, тоа било луксус за боречка вештина да практикуваш, него ќе излеземе надвор, ќе играме фудбал или кошарка или било кој спорт. Ние сме биле физички активни, значи нашата физичка конституција била во коренот била јака. Меѓутоа денешниве практиканти, со жалење мора да кажам и да констатирам дека кога доаѓаат они, младите имаат слаба физичка конституција. Значи треба да се почне од почеток за да можете да постигнете. Ретки се случаите каде што идат млади луѓе кои што се цврсти, јаки и кои што се заинтересирани за спорт. Тоа го прави модерната технологија, телефони, мобилни и така натаму, компјутери, физичката неактивност и така натаму. Денешните млади луѓе имаат слаби кукови. Значи нивната конституција, нивното тежиште е поместено. Самото тежиште им е поместено. Значи они немаат здрава основа. А знаеме дека дрво без корен тешко напредува. Така. Сега боречката вештина една друга работа која е добра, конкретно е за вингчунот ќе кажам, значи секогаш почнуваме од коренот, од нозете. Значи кога ќе воспоставиме силен корен, значи нозете и струкот, кога ќе зајакнат, тогаш може да се гради телото онака што. Денеска е обратно. Денеска младите одат во фитнес сали и го вежбаат горниот дел, треба да имаат мускули и така натаму. Сосема погрешно. Да, тоа сакав и да ве прашам, затоа што повторно ќе кажам под влијание на западот, западните земји, а некако повеќе се става акцент на бодибилдингот, на оние вежби кои што се во теретана, аеробикот и слично. Меѓутоа, затоа што сите сакаат да имаат убава форма на телото. И тоа не е многу јасно и тоа е оправдано. Меѓутоа, колку всушност вингчу вештината може да ни го возможи тој добар изглед без да посетуваме бодибилдинг и фитнес сали? Многу природно и солидно оноку колку што треба да биде. Телото можете да го развивате, мускулатурата ваша можете да развивате онолку колку што ќе ви дозволи вашиот организам. Така. Луѓето треба да знаат, и младите нормално, и сите треба да знаат дека мускулатурата на дворешниот изглед ја градат внатрешните органи. Значи, во колку внатрешните органи не ви се здрави, вие може да имате само фасада горе. И таа фасада брзо ќе се сруши. Затоа денешни млади кои што практикуваат, кои што земаат протеини, кои што земаат суплементи и така натаму, за да добијат голема мускулна маса, кога ќе престанат да вежбаат или после одреден период кога ќе дојдат до некоја старосна граница каде што нема да можат повеќе тоа да го прават,
на брзина ќе го почувствуваат на своето здравје. Прво внатрешно, а после и надворешно ќе почнат да се дегенерираат. И затоа се јавуваат такви дегенерации и така натаму. Значи внатрешните органи и според традиционалната кинеска медицина и според западната медицина се оние кои што ја даваат поддршката на надворешниот изглед. Мора да имаме здрави внатрешни органи, а буквално кунфуто работи на тоа. Така. Вашиот изглед се должи на долгогодишното практикување на Винг Чун? Токму така. Значи, влегов во кунфуто, во Винг Чунот влегов, прво од една идеја да научам за самоодбрана техники, ми беа интересни тие кунфу филмови и така натаму, како и секој млад човек. Да. Меѓутоа, подосна како навлегувате во тајните, тоа е она буквално вештината која се изучува, значи како навлегувате во тајните, ги запознавате тајните и на она невидливото, психолошкото, и на она видливото, физичкото, влегувате во тој сплет на филозофии, теории, знаење и така натаму, почнувате, тоа е оној надпревар на внатрешното со надворешното и да дојдете до едно совршенство, што се вика. Така, пред да зборуваме секако и за исхраната, која што е доста важна кога се практикува боречка вештина и општо спорт. На снимките пред малку видовме реквизити кои што се користат, мечеви, стапови. Во каква ситуација и кога всушност се започнува со таа вежба и што всушност означуваат мечевите и стаповите? Па тие се оружје на Шаолин манастирот, значи на монарсите кои што живееле тамо. Тоа се реквизити кои што они ги користеле кога излегувале надвор од манастирот, бидејќи биле напаѓани во тоа време зборуваме, биле напаѓани од разни банди и така натаму. И требало да се самоодбранат. Меѓутоа, поради нивната филозофија на живење, поради таа филозофија на будизмот, противникот не смеете да го убиете, него само да го онеспособите. Значи, тие реквизити, затоа се користат кратки мачеви, кои што имаат примарна цел, да кажам, оштетување на одредени зглобови, каде што противникот само го онеспособувате, а не да го убиете. Така да во денешно време ги користиме чисто за да ја задржиме традицијата, меѓутоа со практикување на тие форми со овие реквизити, вие всушност го подобрувате вашата координација, блоковите, тежиштето исто така, ставот и така натаму. Така, пред малку исто ве видов, мислам дека бевте вие на снимката каде што ви беа заврзани очите. Така. Што е всушност и тоа е еден начин на дисциплина на вежбање, фокусот да се насочи концентрацијата или? Така, оваа вештина, па можам да кажеме дека меѓу единствените вештини кои што имаат разработено техники за развивање на сензибилноста на рацете и на телото, каде што доаѓате во контакт вежбате во контакт со вашиот партнер. Всушност треба да ја детектирате силата на партнерот која ќе сака да се одлепи од вас, значи која ќе сака да се одлепи, да ве нападне и така натаму, ќе треба да ја детектирате. И всушност оваа вежба можете после одредено време да ја работите и со заврзани очи. Лесно е да се работи со врзани очи? Па, после 25 години лесно. Е лесно. Како беше првиот пат? Првиот пат, така како, да не кажам, во некоја просторија каде што не знаете кај се наоѓате. Навистина убава вештина, буречка дисциплина која што верувам дека ја дава основа и кај децата. Затоа всушност и ви го постави прашањето кога најрано треба да се започне да се практикува, односно кое е мислењето според вас? Дали треба децата да започнат со цел да се изградат како личности и физички и психички? Дали е добро да се започне со буречка вештина или пак можеби со било кој друг спорт? Па да не бидам пристрасен онака, значи ќе кажам за децата најдобро е значи да практикуваат се што е физички, да не кажам онака, било кој спорт. Не е воопшто, затоа што видете кај зависи и од самото дете. Ќе го донесете на некоја борачка вештина ако детето работи против своја волја, него вие затоа што вие сакате да го однесете тамо, ќе направите одбојно спрема детето. Тоа е една работа, втора работа многу зависи, како што реков, од самиот инструктор, тренер тамо, каков пристап има со децата. Затоа кај нас, да кажам, во нашиот клуб имаме
тренер, тој е мој асистент, кој што всушност е и дипломиран психолог, кој што знае да работи со децата. Вие мора да знаете да работите да имате пристап со децата, е поразлична работата во однос со повозрасните. Јасно. Возрастните ми составени на мене, бидејќи јас немам некое трпение за со деца, али со децата имаме специјален инструктор кој што знае да ги насочи така натаму. Така. Рековте дека всушност добар физички изглед пред се е многу важна и внатрешното, она што ние го носиме во себе. Па од тука произлегува и прашањето што е со исхраната. Дали е потребно да се храниме здраво, или дали има посебна исхрана, посебен начин исхрана, кој што треба да го кај што треба да се придржуваме со цел да ги имаме оние бенефити и позитивни ефекти од Wing Chun вештината. Јас како што кажав, кога влегов во самата вештина, сакав да бидам, ја ги гледав Шаолин монарсите како вежбаат и така натаму, истражував и дојдов до сознание дека тие се всушност вегани, дека се хранат со веганска храна. Тоа ми беше предизвик на почетокот и почнав и јас тоа да го практикувам. Можам да ви кажам дека значи сум бил и на таа страна и на оваа страна сега каде што сум. Се уште сум веган после 15 и повеќе години. Се извинувам. Можам да кажам дека веганската храна навистина ја дава добра основа за еден, да кажам, и спортиста и оној кој што практикува боречки вештини. Јас сега слушам и на телевизија која ќе кажат овие коментаторите, вика за некој спортиста, вика после 35-та година тешко му ја да одржува килажата. Јас да ви кажам искрено, во последниве да кажам 20 години, значи мојата тежина варира од кило до 2. Значи се немам воопшто здебелено, нити здебелено, нити ослабено. Значи со овој начин на исхрана и со практикување на боречкава вештина стојам на исто ниво. Тоа е една од бенефитите. Тоа и денешните, да кажам, денешните лекари се повеќе и повеќе го признаваат дека е тоа така. Иако ќе им оставиме простори за понатаму, ќе се докажуваат на тоа поле, меѓутоа јас сметам дека јас осеќам по самиот себе. Осеќам дека е добро. Добро се чувствувате од кога сте на Феноменално се чувствувам, многу лесно и многу полетно, да не кажам дури во на ова старосна доба која што сега се наоѓам. Можам да кажам дека сега сум можеби по-фит и по-јак него што бев пред 20 години. Со сигурност ова го тврдам. Кажувам дека се игра улога, не само исхраната. Значи се игра улога. Мора да бидете физички активни. Ова исхрана исто така ги храни внатрешните органи. Значи ги држи чисти, крвните садови ги држи чисти и чито, тоест енергијата која што во традиционалната кинеска медицина се заснова на самата енергија. Енергијата многу побрзо кружи низ телото и вие се осеќате феноменално. Внатрешните органи се чисти, а внатрешните органи играат голема улога, како што реков, за надворешниот изглед. Така е. Каква е реакцијата на вашите, на оние сите кои што ученици кои што сакаат и кои што за прв пат започнуваат да практикуваат Wing Chun, кога ќе им спомнете за начинот на исхрана? Има луѓе кои што едноставно не можат да се отргнат од храната од животинско потекло. Како ги мотивирате? Јас да ви кажам искрено, никогаш не зборувам таму на тренинг кој што треба да јаде и што да јаде. Тоа го оставам на самите ученици. Они кога ќе дојдат до некое ниво, значи оние што се спремни ќе прашаат. Затоа што пак ќе кажам, така дојде времето. Денеска луѓето се бомбардирани со премногу информации. И од релевантни фактори, под наводници ги ставам, релевантни, и од нерелевантни, пак под наводници, затоа што луѓето веќе не знаат што е исправно, што не е исправно. Денеска таква е западната демократија. Значи имате информации колку сакате. Меѓутоа вие треба да одберете. Боречката вештина е таа која што она преска што го кажав. Затоа ја практикуваме како вештина, која што треба да ве изгради психолошки, да вие дојдете до одговорот. Вие самите треба да дојдете. И мислам дека ова е една од најјаките алатки која што ги поседува боречката вештина.
да го гради човекот спиритуално да оди напред. Така. Имам уште едно прашање пред да го заокружиме разговорот. Темата е навистина интересна, широка и можеме и утре да зборуваме. Што е со жените? Колку жените кај нас во Македонија сакаат да практикуваат вингчу? Па има интерес и кај понежниот пол, се разбира. Пак ќе кажам, оние најупорните, што се вели, и жените прво прашуваат за исхраната, тие се тие што прашуваат. Меѓутоа треба да знаете дека ја да не звучам онака дека преферирам еден пол, онака што се вика, меѓутоа во традиционалната кинеска медицина жените се тие кои што, да не кажам, дадени се од Господ спиритуално да одат малце понапред од мажите. Иако ние сме соочени со фактот дека најголемите филозофи биле мажи. Меѓутоа, жената, бидејќи била секојаш ориентирана према семејството, затоа не дошла до израз. Она имала многу обврски таму. Така и овде, како се ослободува жената од премногу обврски дома и така натаму, тој домаќинлук што се вели, значи има повеќе време, и жените се тие, пак ќе кажам, кои што поставуваат такви прашања, например, да се со многу кратко време на вежбање. Јасно. Значи, одат спиритуално многу понапред од нас. Понапред, да. Предраг, тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел од Македонија денес. Како што реков, темата е интересна, широка и можеме многу да зборуваме. Има за што да се зборува, впрочем. Меѓутоа, секако во некоја следна прилика ќе го направиме тоа. Благодарам. Благодарам. А ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Повторно ќе се релаксираме со уште една музичка numera, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе зборуваме со друг гостин за тема која што верувам дека ќе биде доста интересна за вас. Останете со нас.